Во 2020 година се бележи исклучително низок опфат со МРП вакцинација на национално ниво, во 63% за прва доза и 65,5% за втора доза. Министерството за здравство и здравствените установи кои спроведуваат вакцинација во напорите за засилување на вакцинацијата успеа да го зголемат опфатот минатата година, така што за прва доза МРП вакцина изнесуваше 70,4%, а за втора 40,4% од вкупниот број популација. Но сепак, овој опфат е далеко од потребниот процент од 95% вакцинирани деца за постигнување на колективен имунитет и заштита во заедницата. Ова денеска го истакна министерот за здравство Беким Сали на пресконференција што се организира како што рече во пресрет на Европската недела на имунизација, која традиционално се одбележува последната недела од април, а воедно и да го означат почетокот на заедничката кампања со УНИЦЕФ за потенцирање на важноста за редовната имунизација, која најдобро е како превентивна мерка за заштита од сите заболувања. Министерството за здравство во континуитет обезбедува вакцини од светски реномирани производители кои задолжително исполнуваат строги критериуми за квалитет. Тие се регистрирани од Малмет и за нив се обезбедува сертификат за квалитет издаден од производителот и сертификат од референтната лабораторија за контрола на квалитетот. Вакцинацијата е клучен приоритет и придобивка за јавното здравје. Со континуирана промоција и едукација се опфатени здравствените работници и родителите со цел и во иднина да расте опфатот со сите вакцини и да не дозволиме долгогодишна традиција на успешна вакцинација успешната вакцинација да ја нарушиме, а со тоа да не дозволиме појава на заразни болести и епидемии во државата. Во рамки на тековните активности, како и со кампањата што ја почнуваме денес, се надеваме дека ќе допреме до што е можно повеќе родители и ќе ги поттикнеме навремено да ги вакцинираат своите деца. Сите вакцини кои се дел од националниот календар за имунизација се достапни за секое дете и се клучни за заштита на нивното здравје. Представничката пак на УНИЦЕФ Патриција Ди Джовани рече дека само во последните 60 секунди редовните вакцини за деца спасиле 5 животи, а тоа значи дека уште 5 деца во светот се заштитени од смртоносни болести. Може да растат среќни и да водат здрав живот. Повеќе од 2 века вакцините безбедно штитат од болести како детска парализа, мали и големи сипаници, помагајќи им на децата да растат здрави и среќни. This country has had a tradition of high childhood immunization rates. However, over the years, vaccine hesitancy and what we call the infodemic has fueled key drivers for under-vaccination. Оваа земја традиционално има високи стапки на имунизација кај децата. Сепак, низ годините колебливоста на во наводници инфодемијата, што таа ја потикна, се покажа како клучни двигатели за недоволно голем вакцинален опфат. Во пресрет на Европската и Светската недела на имунизација, истакна таа, Министерството за здравство и УНИЦЕФ започнуваат кампања за дополнително да се нагласи безбедноста и ефективноста за редовните вакцини за деца, како и да се потсетат сите за сериозноста на болестите од кои штитат токму овие вакцини.